Цела ноќ око не сум склопил. Гледате ме како сум. Како од Титаник да ме извадиле пред да потоне. Свеж сум комарил у декември. Некој ќе помисли сум имал непроспана ноќ затоа што сум имал пролив на старомакедонски дрскајца. Многу смешен збор. Дрскајца ме вати. Некој ќе помисли ради дрскајца не сум спиел цела ноќ. А причината е сосема поинаква. Уште не ги врати сликите од последниот дечко. Значи ништо од смирувањето. Ништо од повторно подадена рака, од простување, од продолжување на врската, која што сите мислевме дека е тоа вистинска, највистинска до сега. Дека тој Лука е вистинскиот. Далеку по-вистински од тој пред него. И од тој пред Лука. И од тој пред Лука. И од тој пред Лука. Небитно. Низот може да оди не знам до каде. И сега не знам како, не знам каде, не знам што. Изгубив апетит. Сега отварам фрижидер. Уста не ми се отвара, не ми сега. Порано бре, кој ќе станем са бајле, која знам сите вистински љубови се на место, особено на во овој случај. Ја без цел фрижидер, мислев можам да го изедам, сега немам апетите. Вода не ми се пие. Сок избегавам да пијам, мада некоја убаво са бајле да се освестиш така сок. Ништо не ми се прави. Толку сум разочаран, а стварно мислев дека овој Лука е вистински. Велат има надежта последна умира. Овој пат мислам дека нема ништо да има од смирување. Не ми е само за мене, никогаш не сум бил себичен човек. Сакам да се солидаризирам. Мене ми е сега поише за вас. Ја, ке имам уште и вечер непроспана ноќ, и други вечер понеа непроспана ноќ, и ке изгуби, ке немам апетит. Може тоа ќе ми дојде од друга страна. Добро, малце ке се исчистам. Ке подославам. Таа болка, ради тоа што уште сликите не се вратени на Лука на Facebook и на Instagram, може да ја претворам од нешто добро, корисно, и подобро што ме тера на немање апетит, отколку на емотивно да се прежбирувам. Ради тоа што уште не ги врати сликите на Лука на Facebook и на... Може сега па негде кај што си е убава на сликите го користио на програмчето што го рекламираат на Facebook, да избришеш позадина и објекти што се до тебе, покрај тебе, пред тебе, над тебе. Има едно програмче го рекламираат на Facebook. Може сега тоа го преки ги врати сликите, ама без Лук. Ништо тоа нема да смени. Ниту кај мене, ниту кај вас. За вас ми е поише вие како ќе поднесете. Јас сум така еден циник, малце ироничен, малце ова. Ние живееме горе-доле, полесно ги примаме некои работи, некои вакви тешки моменти, траурни, како во случајов со Пејачкава и со Лука, и со тоа што веројатно му даде корпа на Лука, со тоа што многу голем доказ е кој ќе ги трне некои сликите од тебе што ги има на Facebook и што сте сликани заедно. Знаеш дека е тоа крај на врската, нема понатака. И поише ми е за вас, како вие ми сте поемотивни некако. Не знам вие како издржувате. Само ќе ви кажам една работа. Мора да се натерате да мислите позитивно. Вашиот излез од кризата поради оваа вистинска љубов кај што се распадна на таков начин што
женскиот субјект во врската ги тргна сликите од Инстаграм и Фејсбук од незиниот дечко. Единствениот начин е само да мислите позитивно. Тоа е моќта на позитивното мислење и да пратите еден вид на сублиминална порака. Значи порака што се вика со мисла. Некоја поименам телепатска порака, дека кај дај ке си најде друг дечко со кој што пак ќе направи 1000 фотографии минимум и кој што пак ќе ги постави на Фејсбук и на Инстаграм. Со тој друг дечко со кој што пак ќе се само залажува дека е тој вистинскиот и дека е тоа до моментот дека пак не ги тргне најновите слики со најновиот дечко од Инстаграм и од Фејсбук. Кога пак ќе не турне во огромен очи, кога повторно целата јавност ќе биде травматизирана и завиена во црно од таа нова неуспешна врска во која што верувам машкиот дел, машките партнери во врската, машкиот партнер е секоја што и кабајат. Ја верувам дека е тоа така. А јебика. Сега некој ќе рече, па не може така нон-стоп, као на филмска лента, овие да одат. Овие. Но зошто да не? Тоа е доказ да знаете дека некој очајно се обидува да си го најде вистинскиот партнер. И тоа не е некога да плукаш ако менјал партнер и овоно. Демек е ваков или онаков, може би е тоа доказ од друга страна, дека очајно е во потрага да го најде вистинскиот, и сите ние ги бараме вистинските нешта, некој нема никогаш да ги најдат, некој ќе имаат таа среќа ќе најдат, а некој ќе најдат па ќе ги загубат, па после ќе им биде криво. Битно, сите сме во некоја потрага. Оти, слушате го вашиот лайф коуч, тоест мене. Смислата на животот, драги мои, заебете тие други инфлуенсери, лайф коучи. Слушате ме мене, јас сум најпаметниот, најлогичниот, најтерапевски учинковитиот. Кој ме слушал мене, има стекнато стабилно ментално здравје. Прашајте кого сакате. Јас сум дефиниција за ментална стабилност. И како советодавач сум неприкосновен. Сакате веруете, сакате не ме веруете. Затоа ќе ви кажам. Ако некој нешто му фали, ако на некој нешто му фали, не мислам овде, слободно нека го бара без престан. Нека превртуе секој камче додека не го најде. Нека се слика со секој нов партнер по 1000 фотографии. Нека ги постира на Фејсбук, на Инстаграм. Нека ги вади после. Пак нов нека најде ново камче. Па нека се слика. Па и така. Оти, одна сакав преска, ова сакав преска, да го кажам. Смислата на животот, драги мои, да ве кренам малце сега во моментот, во овие денови на тага, поради тоа што свативме дека пеачката нема да ги врати сликите на Инстаграм и Фејсбук од последниот дечко. Смислата на животот, драги мои, не е во ништо друго, туку во потрагата по неговата смисла. Фактички, смислата на животот, драги мои, јас како лайф коучиле, употребувам така овие патетични зборови, обраќања. Мислите, јас сум ве правил, кај мене дома живеете. Драги мои, мили мои, значи, смислата на животот е во потрагата по неговата смисла. Трагајќи по неговата смисла, сте сватиле дека сте имале осмислен живот. А меѓу време ќе си се само залажуете. Ова е вистинскиот, ова е. Не, сега ова е вистинскиот. Не, и колку сум била глупа. Не, ова е вистинскиот. Не ни бил. А ја секоја сум знаела дека овој нешто кај него не мисли. Овој, тоа е тоа. Тоа е тоа, веруј ми, тоа е. Ништо претходно што сум имала, не е тоа. Ова е тоа.
Што би рекол еден мој професор што ми предаваше психијатрија, Бог душата да му ја прости, на факултет ни предаваше театарска патопсихологија, голем господин, штета што од пред некоја година не е веќе жив, преубав човек, голем господин, многу паметен, беше директор во болницата во Бардовци, во времето кога ми предаваше театарска патопсихологија, Предраг Кировски. Што би рекол он, систем во лудилото. Но човекот мора да си прави такви програми, некои се помалце се само залажуваат, па се пообјективни, па не си прават такви програми, ама некои функционираат на такви програми. Се нешто ново што име, тоа е тоа вистинското. Доека после година, 6 месеци, каже, не, ова вистинското, везе нема ова со другото. Да, Предраг Кировски го викаше тоа систем во лудилото, нешто што се повторува, кај никој како образец на однесување. А на изглед нормален. Нема, ништо не покажува, јеби го. Има такви не покажувања. Ама, систем во лудилото. Има такви меѓу вас и некои знаат многу такви други околу нив, така. Така. Ќе тргне фотографии, па ќе стаи од некој друг, нов, па после и неговите ќе така тој, иде тоа. Само заложувањето од друга страна е заебана работа. Малце, сега, ако сме кај темата само за лажување. Апропо на вчера што зборев, Керни, канадскиот премиер, вчера вака изјави. Не можеш, вика, да се само залажуваш за користа што ќе имаш ако влезеш во сојуз со некој, ако тој некој те тера да бидеш подчинет. Оваа реплика вчера изговорена на канадскиот премиер Керни, Марк, мислам дека се вика, да го е Огас, се однесува на, веројатно, на односот меѓу Канада и Соединетите држави, и се однесува на односот што Трамп го има кон нив, демек можеме да бидеме усој само ако вие правите онака како што ние ви кажеме. И еден премиер на држава кажува една многу точна реплика затоа што излегува од неговата здрава логика. Не од само залажувањето, него од неговата здрава логика. Вика, не можеш да се надеваш на корист, ја преведувам се малце, одстапувањето во сојуз со некој, ако тој некој тебе постојано те подчинува и презира. Сега, зарем јас, мили мои, како ваш лайф коуч, не зборам години наназад, дека нашето само залажување во врска со нашето идно осојузување со Европската Унија е штетно. Толку штетно, што едно време се работеше за нашиот опстанок. И се уште се работи. Опстанок како народ, како идентитет, како држава, ако сакате. Па јас често пати сум апелирал на разум и рацио во власта, рационално размислување. Не можеш себе си да се доведуваш во опасност затоа што си створил систем во лудилото, имаш програм во лудилото, дека сојузот со некој тебе ќе те направи појак, посилен, побогат, попаметен, поуреден, понормален. Доколку нели тој некој постојано те смета дека си нижа форма на живот, тоа те понижува. Или те оценува и така натаму, и така натаму. Она што вчера го кажа канадскиот премиер, го зборам години наназад, особено последниве 2 години, затоа што ја почитувам оваа власт, знам дека во неа има патриоти, квалитетни луѓе што мислат добро на држава и на својот народ. Апелирам, тоа само залажување подитно да престане, затоа што нешто не доведе во мајапсан круг на снисходливост кон многу комши, групи, сојузи, него таа лажна надеж не турка на патот кон исчезнувањето како народ. Еве пример од светот на политиката на некој што рационално размислува кога се во прашање на неговите национални интереси и обстанокот на неговата држава. Вика, не можеш да се само залажуваш дека ќе имаш корист од некој,
ако стапиш во сојуз со него, доколку тој некој те подчинува. Сака да те подчини, сака да те држи под нози или сака да ти го држи коленото овде на вратот и да правиш онака како што тој сака да правиш. Еве уште една можност. Малце одважно, малце дрско, храбро да излеземе од кожурецот што го плетеа или кошницата што се плетеше околу нас цели 35 години, во која што постојано моравме да се само залажуваме дека за нас постои само една алтернатива, само еден сојуз, само една опција која што ќе не направи по-паметни, по-убави, по-богати, по-големи, по-моćни, по-уредни, по-совесни, а тоа е Европската унија. Еве го моментот кај што јас сметам, како сега да го кажам ова, што сакам да го кажам, да не бидам сватен погрешно. Ама јас сум лайф коуч. Ја морам да покажам интегритет пред вас, мили мои. Да сватите дека ја заслужувам таа улога на лайф коуч. И затоа, Мечка, здрав, мене не здрав, ја ќе кажам. Од кога па да се плашам? Јас сум влијателен лайф коуч, инфлуенсер, само од овие инфлуенсери што не име гзот отворен 6 паста или нешто друго отворено. Браво да правиш натамака, да со две раце да влезеш, браво. Ова е небитно. Малце лупетам, ама дозволено му е. А секој добар лайф коуч што ве учи да не се само залажувате, дозволено му е понекогаш и да лупета. Ама што сакате? Да, главното сакам да го кажам. Значи, чук на часот. Можеби да се собереме, да се соберете на единственото место каде што може така добро да се соберете и без да го изгасите светлото во полно светло, во полно звучување, полно со камери, полно со новинари, да донесете одлуката која што ќе не тргне, која што ќе го тргне синџирот околу вратот, што го носиме 35 години наречен Европска унија. Која што ќе не тргне од сите синџирите на сите уцени ултиматуми што ги добиваме од соседите. На тоа место треба да донесете само една одлука. Македонија го враќа своето уставно име од 1991 година, ги раскинува со тоа еднострано договорите што има право со Бугарија и Грција, затоа што тие ништо не направија уврска со некакво си тамо измислено пријателство и соработка со Македонија. Напротив, тие се однесуваа кон Македонија како кон држава која што не заслужува да постои, државотворен народ на таа држава што е создал, кој што не заслужува да постои и не смее да постои, народ со историја која што му е измислена, која што сам ја измислил и не смее да постои. Зошто и понатака би се само залажувале дека тие договори ни носат некаква корист, апропо и оние аспирации што ги имаме за влез во Европската унија. Чук на часот, мислам, дечки, да се собереме, да се соберете со наша безрезервна поддршка и да ја донесете таа одлука. Ке цркаат, ке викаат, ке пишчат и ке вришчат 2-3 дена, може недела дена, може 2 недели, ке се закануваат, но тоа ќе престане. Кога ќе видат дека сме спремни да се поврзуваме и да се осојузуваме со некои што ќе сакаат да бидат наши вистински пријатели, на вистина да ни помогнат да застанеме на здраво на нозе. Лајпрди, производи на дрскајца, тигри од хартија, кучиња од слама, од такви нешта, суштества, не треба воопшто да се плашиме колку и да сме мали.
си имаат тие други проблеми сериозни, други закани им висат на глава, веруете, тоа ќе биде ствар што ќе трае неколку дена, недела дена, месец дена, и ќе не забораат во најмала рака, затоа што ќе мораат да си решаваат огромни своји проблеми, што самите си ги направија. А ние, како ослободени од тој синџир јарем, со вратено достоинство, ќе имаме лице да излеземе пред секој друг, што не е дел од тој криминален неофашистички сојуз. Со чисто срце, со чист образ ќе можеме да излеземе пред секој друг што не е дел од таа фашистичка братија, да се обидеме да побараме соработка на една многу порамноправна основа. Ке има држави, ке има членки кои што билатерално ќе сакаат да ни помогнат, па нека се дел и од тој сојуз. Како што веќе ни помагаат. А се дел од тој сојуз. Од и таму не се сите ненормални и не се сите ретардирани и не се сите само бендисани до степен на самодеструкција и самоуништување. Во политиката најголемите државници се биле оние кои што биле државници на огромни држави. Голем државник се препознава по тоа што може да донесе извонредно тешка одлука. Не тешки одлуки од типот како што ги дефинира оние предавници на ДСДС. Демек мора да сватите, ние сме биле секојаш тука тешки одлуки кои се носеле за државата. Они носеле одлуки на предавници. Они така ги оправдувале своите предавства, дека демек не се слагаме со одлуката што, но моравме ради обстанокот на овој народ и на државата да постапиме така и тука сме гениални колку тешки одлуки сме носеле. Не, тоа се предавства. Државници големи се препознаваат со тоа што носат тешки одлуки за обстанокот на својот народ, ризични, баш во ситуации каде што нивниот народ е најзагрозен, каде што на неговиот народ, на нивниот народ му е најтешко моментот и тие донесуваат ризична, тешка одлука не за да го дотепаат, за да го понижат, туку да го извадат од гомна како победник. Да му го спасат достоинството, честа. И ризикувале по цена да ја загубат власта. По тоа се гледа дека државнички одлуки излегувале кога е најтешко пред народот и кажувале: дечки, немаме друга опција, оваа ни преостана. Тоест, ни преостана само да се бориме за себе. Кога немаш каде, адреналинот проработува и што се вика, не гледаш кога удираш пред себе. Во таа смисла, мислам дека чукна часот да им кажеме не на сите оние кои мислеа дека не држат во скутот 35 години и кои мислеа дека ќе не скршат така што ќе не понижат и ќе не помножат со нула. Па да видиме. Тоа е моje мислење, поттикнато од она што го видов како изјава на канадскиот премиер, насочено кон нивниот однос на Канада со САД, со Трамп во моментов, но универзалните вистини се зато универзални, важат секаде во секоја ситуација. Во секој сооднос, во секој амбиент. И тоа е правилно, логично, рационално размислување. Она што го барав јас со години назад, рационално да се пристапи на промислување на проблемот што го имаме со ЕУ. И да отстапиме, кога гледаме од тој пат, наречен патот кон ЕУ, што толку го употребува често Филипче, и се дере многу гласно, демек за да го чујат сите. ЕУ, набием ти га ЕУ у дупе. И конечно да се дистанцираме од сите оние кои што објективно не му мислат добро, нити на овој народ, на македонскиот народ, нити на оваа држава. Фала многу пријатно, а вие, секој со својата знаодливост, видете што ќе направите. Јас сум ви тука на располагање како лайф коуч. Ако ви е премногу тешко, поради тоа што сликите на
пеачката од незиниот последен дечко уште не ги вратила на Facebook и на Instagram. Ако тоа ве кочи во вашите секојдневни активности, таа траума, ако ве спречува да функционирате нормално, ако физиолошки ви прави проблеми, симптоми, вознемиреност, покачана температура, бледило на лице, губење апетит, крвави овие белки од неспиење у очите, несоница, сакам да кажам. Па дури ако таа траума, што сите ја чувствуваме како наша лична, затоа што сите мислевме Лука дека е вистинскиот, па дури ако таа траума ве тера и на хронична диареја, или народски кажано дрскајца, тоест пролив, значи јас сум ви тука да ви подадам рака, да ме држите за рака нормално, откако ќе ги змиете рацете после нападот на дрскајца. Сакам да кажам, мојата рака е секогаш тука да ја прифатите и да ви дадам утеха во овие тешки моменти за државата и за македонскиот народ. Но, таков е животот. Еден си оди, друг доаѓа, еден излегува низ врата, друг влегува низ прозор, овој низ истата врата. Мислам, ајде да не јадам гомна, чао.